Низа години трае традицијата на писателот, поетот, литературен критичар, агент и промотор Милица Паулус за организирање и спонзорство на литературни и културни настани низ Македонија. Годинава на еден од таквите настани домаќин ќе биде Неготино, а истиот е закажан за во сабота на 10 март. Паулус најавува низ какви се културни заплети ќе се одвива настанот и што секи има можност публиката да погледне и дегустира. Таа во гостувањето на нашите вести потенцира и дека на Македонија и не достигаат настани кои пред се имаат за цел да го промовираат мајчиниот литературен јазик и најавува дека секогаш е спремна од себе да даде за читателската публика нешто ново. Навистина, како што рековте, многу богат културен настан ќе се одржи во Неготино на 10 март оваа сабота, наредната, со почеток во 12 часот. Пред се работи за моите литературни традиционални манифестации. Имам 10, овој пат ќе се одржат само 3. И тоа македонска лирска поезија, поетска гала и прозно перо. Ќе се одржат сите во еден ден. Покрај литературното богатство, убавиот пишан збор, ќе има, како што сами кажете, преплет од класична музика, изворна музика, сесија на традиционални носи, ќе има евергрин, ќе има забавна музика, афоризми, ќе има балетското студио Венус од Кавадарци, ќе настапат со 2 точки, прекрасни дечиња се, прекрасен балет, прекрасен танц. И пред се работи за наградниот дел, значи има надпревар во литературните правци, во поезијата, има еден дел поетска гала слободна поезија, лирската се работи за лирика, значи лириката треба да ја негуваме, нашиот македонски јазик е полн со лирски зборови и лирика, најстариот литературен род, и прозно перо, како што самиот збор кажува, се работи за прозата. Има стручно жири, и јас сум водител на програмата, спонзор на трофеите, на дипломите исто, и програмата ќе биде навистина духовно богата за сите членови од фамилијата. Влезот е бесплатен, може да дојдат и дечиња, значи за секој наменета, и возрастни, може учениците од средните училишта, како од гимназија и од другите училишта, па и од основните училишта. Еден ден во кој што ќе имат прилика гледачите и слушателите да уживаат и во музиката, и во поезијата. И ги поканувам сите не само од Тиквешијата, од Кавадарци и од Неготино, него од целата Македонија. Сите што имаат интерес за убава македонска народна музика, забавна класика и пред се литературата. И сега овој момент ќе го искористам да се заблагодарам за добрата соработка на градот Неготино, на градоначалникот и пред се на директорката на Центарот за култура, која што ми овозможи и да ги одржам моите 3 литературни манифестации оваа година во Неготино, кои што ги одржувам секоја година во еден друг град, со цел да го афирмирам македонскиот литературен јазик. Покрај овие сите 3 литературни манифестации имам 4 манифестации за младина и деца. Значи 2 се за младина, поезија и проза, и 2 се за дечиња во помала возраст, до 4-то одделение, поезија и проза. Со тоа ги поттикнав и децата пишуваат. Учителките, наставничките, професорите имаат интерес, не само што доаѓаат цели класеви, него и самите тие пишуваат. Кога започнав јас тука на литературново поле, тоа често пати веќе го кажав, бев во една мала група, беше многу убаво интересно. Се чувствував како дома, се познававме, соработувавме убаво, ама нешто сепак ми фалеше. Значи, сакав слобода, сакав да се разграни, да му дадеме простор и една шанса на секој што пишува и што има дарба да се покаже, да се докаже и да се исполни својата желба. Потоа отворив една поетска група, па прозната, па интернационални. И започнав со мали поетски вечери, поетски читања и сега стасав до овие литературни традиционални манифестации кои што се 10 на број и каде што одам низ цела Македонија и афирмирам, поттикнувам за пишување и луѓето навистина пишуваат, имаат дарба, многу дарба имаат и децата, младината, па и возрастните. Издаваат книги, издававме и заедно и антологии, така да навистина
јазикот македонски се афирмира. Нема јазик, нема држава. Да, јас имам некаде околу 30 книги напишано, поезија, проза за млади, на деца и возрастни, романи и така натаму, сето тоа на германски јазик, значи директно, не превод, директно на германски јазик, затоа што дипломирав како писател на литературно пишување во Германија на Меѓународниот универзитет и пишувам и на македонски, научно дело со доктор професор Лозановски напишавме. Инаку има мои поетски книги, бев организатор и уредник на 15 антологии во кои самата заедов учество и сега пишувам поетска драма, пишувам 2 романа ми се започнати, се разбира дека ќе пишувам повеќе. Госпоѓа Паулус, според биографијата, е единствениот носител во Македонија на званичната дипломска титула писател. Покрај тоа што студирала во Македонија, таа дипломирала и на Меѓународниот универзитет во Германија, писател и литературно пишување. Пријавена е како самостоен писател во Германија и е куќен писател на една од познатите тамошни издавачки куќи. За деца, младина и возрастни, таа досега има издадено преку 30 дела проза и поезија.